Аргентинскиот папа почина во понеделникот во 88-та година од животот по мозочен удар. Неговата смрт го означи почетокот на внимателно планираниот период на транзиција за Римокатоличката црква со 1,4 милиарди членови, одбележан со древни ритуали, раскош и тага. Повеќе од 200.000 луѓе присуствуваа на церемонијата на плоштадот пред Базиликата Свети Петар. Над 50 шефови на држави, меѓу кои Трамп, Макрон со сопругите, десетина владеачки монарси, присутни беа и челниците од Италија, Германија, Велика Британија, Украина, Бразил, институциите на Европската Унија и родната земја на папата Франциско, Аргентина. Меѓу нив беше и председателката Гордана Силјано-Скадавкова. Во изминатите денови над 250.000 луѓе поминаа покрај неговото тело, кое беше изложено во отворен ковчег пред олтарот на Базиликата Свети Петар од 16 век. Неговиот ковчег денес беше изнесен из главната врата за погребната миса на отворено. Меѓустранските функционери беа сместени од едната страна наспроти стотиците кардинали со црвени капи на другата. По погребната миса, скромниот дрвен ковчег на папата Франциск беше однесен во Базиликата Света Марија Голема, каде беше погребан според неговите желби. Италија организираше една од најголемите безбедносни операции уште од погребот на Јован Павле II. Воздушниот простор над Рим беше затворен, а ангажирани беа и дополнителни безбедносни сили, вклучувајќи противвоздушни ракети и патролни чамци. По погребот на папата Франциско, внимателно сега ќе се насочи на изборот на неговиот наследник. Тајните конклави за избор на нов папа веројатно нема да почнат пред 6 мај, а би можеле да бидат одложени неколку дена, давајќи им време на кардиналите да одржат состаноци, меѓусебни проценки и на состојбата на црквата, која се соочува со финансиски проблеми и идеолошки поделби.